Врнежите што ја зафатија Македонија го зголемија водостојот на реките. По течението на брегалница се поплавени земјоделски површини, браната Калиманци е на прелив со околу 8 метри кубни, а Црна река достигна 3,36 метри и повторно е излеана на местата на пробиените насипи во општините Могила кај селата Новоселани, Варешејци и Лознани, како и кај Новаци. Како што соопштија од Дирекцијата за заштита и спасување, во Битолско се наврнети 28 литри на метар квадратен. Поради преполните канали и високите подземни води, поплавени се и неколку куќи во селото Кравари. Во Кичево до денеска се навркнати 20 см снег, а на повисоките места и околу 40 см. Од тежината на снегот оштетени се неколку електрични водови и неколку делови себе струја. Поради стечиште на патниот правец прилеп ресен на обиколницата на Битола, сообраќајот е во целосен прекин за сите видови возила. Сообраќајот, како што информираат од Автомотосојузот на Македонија, се пренасочува низ Битола. Претходно Автомотосојузот соопшти дека поради снег сообраќајот на патниот правец Струга граничен премин Ќафасан е затворен само за тешки товарни возила. Поради остатоци од снег на коловозите и понатаму важат забраните за движење на тешки товарни возила и на планинските премини Стража и Пресека, како и на патните правци Крак Маврово Дебари, Тетово Попова Шапка. За патничките возила движењето е отежнато и се препорачува употреба на зимска опрема. За Белгија пораката е јасна. Очекуваме да забележите напредок, патот треба да го поминеме заедно. За да се постигне тоа, треба да се продолжи политичкиот диалог и опозицијата да се врати во парламент. Истакна на пресконференцијата во Скопје белгискиот вице-премиер и шеф на дипломатијата Дидие Рейндерс на заедничкиот прес со неговиот домаќин македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски. На новинарско прашање за случајот за прислушување, белгискиот вице-премиер смета дека е потребно прво да се разјасни дали прислушувањето било легално или нелегално, а во однос на самата содржина да се види дали е потребно санкционирање. Министрите за надворешни работи на Унгарија, Македонија, Србија, Грција и Турција утре во Будимпешта ќе ги разгледуваат перспективите за учеството во проектот Турски тек. Најавено е дека ќе бидат разменети мислења на петте држави за подготвеноста да се реализира проектот за нов гасовод, односно нова траса за снабдување на регионот со природен газ како алтернатива на Јужен тек. Турски тек е проект на руски Газпром за пренос на газ преку Црното море до Турција и оттаму до турско-грчката граница. Русија во декември лани соопшти дека се откажува од проектот Јужен тек поради неконструктивната позиција на Европската унија. Вкупната вредност на македонскиот извоз во периодот јануари-февруари оваа година изнесува 674 милиони 552 илјади американски долари, а на увозот 885 милиони 340 илјади долари. Покриеноста на увозот со извозот е 76,2%, а трговскиот дефицит 210 милиони 788 илјади долари. Според Државниот завод за статистика, најголемо учество во извозот имаат земјите членки на Европската унија, односно 78,8%, и земјите од Западен Балкан со 9,8%, додека во увозот земјите членки на Европската унија со 64%. Британската происламистичка група Муслиманска ангажираност и развој, која лобира за да им се дозволи на муслиманите да одат во Сирија да војуваат на страната на групите на Исламската држава, тврди дека пред мајските парламентарни избори располага со контрола врз 30 пратенички места. Лондонски Daily Telegraph пишува дека групата се пофалила од и преговара со конзервативците и со лабористите околу тоа да им се помогне на нивните кандидати да станат пратеници во парламентот во оние изборни единици каде изборната трка ќе биде најнеизвестна. Двете главни британски партии, конзервативната и лабористичката, ги демантираа како неточни тврдењата дека имале каков било контакт со оваа исламистичка група.